Здраво, учителки, како сте денес? Здраво, здраво, најрасположени исто како вас. Одлично. И другарчиња, нели? Ама денес не сме дојдени сами во вашата ТВ училница, донесовме уште две другарчиња. Ова е глувчето Грицко. А ова е глувчето Мицко. Грицко и Мицко. Да. Здраво Грицко, здраво Здраво, Мицко. здраво. Здраво, како си? Да, денес сакаат глувчето Грицко и Мицко да ви раскажат една интересна случка и ќе ве прошетаат во нивните живеалишта. Глувчето Грицко си живее во селото. А глувчето Мицко живее во градот. И така еден ден, Мицко го покани Грицко да дојде кај него на гости, другарчиња, од село да замине во град. И тоа го направи нашето глувче. Здраво, здраво, добар ден, Мицко. Добар ден, добре дојде во мојот град. Леле, колку е Види се колку е големо. убав и голем. Па јас тука можам и да се изгубам. Не се двојам јас од тебе, Мицко. Не, ќе одиме заедно. Ќе те прошетам низ мојот прекрасен град. Хајде да видиме што ќе ми покажеш ти таму. Види колку убави згради имаме. Ти во зграда живееш? Не, кај нас во село нема толку високи згради. А што се тоа згради, јас не знам. Па гледаш колку се големи. Имаат натре лифтови, знаеш ти што е лифт? Не знам што се тоа лифтови јас. Зашто служат? Па за да можеме од првиот да се качиме на вториот, на третиот кат, а без да ги користиме скалите. Па јас знам само за две скали, на мојата куќичка има само две скалички пред прагчето и си се качувам и толку, а лифт немам видено. Многу ми е страв да се возам во лифтот. Треба да се плашам или не? Не, многу е интересно. Ке се качиме заедно сега? Ќе Ти на одиме кој заедно. спрат живееш? Јас живеам на третиот спрат. И таму има многу прозорци, гледам на овие зградички. Многу прозорци. Ајде сега ќе се качиме малку високо во твојата зграда и да погледнеме надвор. А што се тие таму линии големи, па нешто се движи по нив таму? Тоа се вика улица. Зар вие немате улица во село? Многу мала, па направена е од камења, од кал и по неја се движи само по некое тракторче и по некоја запрежна кола. А тука што се движи по вашите улици? Овие улици се големи, се викаат булевари. Аха, Таму имаме возила кои што се движат, мотори, коли, камиони, леле, колку многу. амбулантни коли. Знаеш што е амбулантна кола? Не, што е тоа, кажи ми? Дали имате вие најпрво да ми кажеш болница? Такво нешто имаме и доктор и болница. Ама тоа е мала амбуланта, ти што го кажуваш. Болница да. е зашто има многу доктори, не е еден. Аха, не сум видел толку голема болница. Со таа амбулантна кола се превезуваат болните луѓе. Аха, Па доаѓа и во село, сигурно си ја видел. па да, со тоа светлото што врти Да, во круг, точно, да, и точно. свирка има, знам. А што друго имате вие во градот да ми кажеш? А да те прашам уште нешто? Дали на улиците кај вас имате знаци? Сообраќајни се тие? Па не сум видел тоа, само еден пат има од селото и до куќите наши и толку. За да полесно се движиме во градот по улиците, мора да има сообраќајни знаци. За да ни кажат каде и како треба да се упатиме, за да не настане некоја несреќа со автомобилите, камионите. А Мицко, па јас не гледам тука кај ви се кравите, кај ви се кончињата, каде се тие, кај прасето, не го видов. Па кај нас таквите животни се во зоолошка? Што е тоа зоолошка? Таму живеат животните од целиот свет. Диви животни, домашни животни. Па кај вас каде живеат? Па кај нас си се во селското дворче, еве погледни. Еве го тука селското дворче и си живеат секој во своето живеалиште. Леле, штубава слика си ми донел за да го видам селскиот двор. Да, еве ги тука си Мора да живеат. дојдам малку на гости, јас кај тебе некогаш. Последниот пат ќе те викнам. Ама, Мицко, ма јас не те прашав нешто многу важно.
кај ви е мачурот? Јас многу се плашам од мачурот. Кај нас мачурите се многу добри, зошто да се плашиш? Како тие тоа добри? се домашни животни, исто како и кученцата. Вистина? Па да, ние ги чуваме дома, И ги не чуваме бркат нас покрај овчињата. покрај куќите во дворовите. Зошто да ве бркат вас или нас говчињата? Ние луѓето им даваат храна. Кај нас мачурот Марко кога ќе ме види, па кога ќе ме збрка. Па среќа јас си имам едно дупче таму во кукичката и си влегувам, ќе се скријам и после не можам да излезам храна да си најдам и си Грицко, јас тогаш не доаѓам кај тебе во село. Ама не, ќе го прибере тетка Донка внатре мачурот Марко и тогаш ќе си прошетаме. Како тетка Маре што го гушка нашето домашно милениче, мачето. Да. Јас живеам во таа куќа, ама никогаш не ме брка мене. А добро, какви други згради имате вие тука, гледам? Што се тие некои чудни, па внатре со сулики, па внатре со некои... Па тоа е музеј, леле Грицко, па ти ништо не си видел. Па затоа дојдов кај тебе на гости, многу сакав да ме прошеташ во твојот убав Па град. нешто, јас мислам дека треба да одиме и во кино, да видиме некој убав филм, да одиме во театар, да видиме некоја убава представа. Тоа си го А гледал? таму музика кај што се свири, многу сакам таму со виолинчето. Циго ми го, како се викаше тоа? Во македонската опера и балет сакаш да одиме? Да, таму сакам, таму многу сакам да слушам музика. Мислам дека сега немаме толку време, ама следниот пат ќе те носам. Договорено, и јас тебе ќе те прошетам и ќе те поканам кај мене на село и ќе ти покажам многу интересни работи што има на село. А сега, ајде да си продолжиме ние во некој убав ресторан. Гледам, сакам да јадам сиренце, може? Значи научи дека имаме и ресторани за Да, храна. гледам мириса овде убаво, многу вкусно мириса, леле, многу сакам едно сиренце. Нели ти беше убаво кај мене на гости во градот? Многу ти благодарам што ме покани и повторно ќе бидам твој гостин. Секако, повели и друг пат. Ти благодарам. Довидување. Довидување. Одлично, Допадна ли учителки. приказната? Одлично. Многу. Навистина. Сега, секој од нас другарчиња живее или во град, или во село и тоа е неговото место на живење. Ние тука направивме една интересна изработка која нашите другарчиња може да ја направат и сега ќе видиме што тука ставивме. Прво, дали вие знаете на која планета ние живееме? А тоа е нашата планета Земјата. Така е, нашата планета Земја, секако. А на нашата планета има многу континенти и нашиот континент се викаше Европа. Браво, Цвајнштајн, одлично. Сега во Европа исто така има многу земји, меѓу нас и нашата татковина, еве го нејзиното знаме тука и на него што има едно убаво, жолта, сонце кое што не грее сите. Така, понатаму, некој од нас во Македонија живее во град, а некој живее во село. Во тие градови има еден што е главен град, каде што ние живееме, тоа е нашиот град Скопје. Така е, и во него има многу градинки, многу училишта, многу музеи, кина и останати институции кои што ние другарчињата често знаеме да ги посетиме и да видиме што има интересно во нив. И на крајот, ова е нашата улица или нашата најблиска околина каде што си живееме. Нашата куќа и нашата зграда и нашата улица. Ви се допадна оваа изработка? Да. Сите другарчиња може да си направат и дома ваква изработка, секако секој со својот град каде што живее, со своето место на живење или со своето село и да ја нацрта може и да ја направи вака од убава хартија во боја. Па ајде тогаш Катина да им покажеме на Цвајнштајн и на Ана како се прави зграда. Одлично. Ајде. Ајде. Ти, Цвајнштајн, живееш во зграда или куќа? Ја живеам во зграда, во стокатница на 100-тиот кат. На 100-тиот Значи кат. најпрво сечеме еден. Да. Што е ова? Тоа е лист, тоа се ножици. Точно, него која форма? А ова е правоаголник. Ова е правоаголник. Да. И сега ставиме. Може требаше друга боја зградата за да се гледаат прозорчињата. Па сини може да бидат.
Па може Е. да. Имаме и сина. Еве, Ана, повели, може да искаш прозорчиња, Прозорчиња. треба да бидат во форма на На Квадратчиња. како Еве што- да погледнете тука на сликата, на примерот. И вие дома, другарчиња, може да си изработите ваква зграда од правоаголник и квадратчиња. А на кукичката На кутичката Кои и треба форми кров. имаме? Има триаголник, триаголник мали квадратчиња Квадратчиња. за прозор и мало правоаголниче за врата. за вратата. Одлично. Додека вие ја правите зградата, Штолка Тина ќе ви покаже една интересна игра. Дали може тоа само? Како Благодарам. сте викаше, кажете, местото каде што возат возилата, автомобилите, улица. така. Дали смеат луѓето, децата, пешаците да се движат по улица? Не, има тротоари за тоа. Одлично, така е. Значи и пешаците се движат по тротоарите, а по улиците се движат превозните средства. Имаме тука едно автомобилче направено исто од хартија, многу едноставно да се направи, од хартија во боја, да му се нацртаат неговите облици, гумите, прозорците, светлата и гледате го закачивме на една обична пластична цевка. И сега полека ќе направиме една интересна игра како се движи автомобилчето по улицата. Ете така, ви се допадна? Многу многу интересно. интересно. Кај нас во градинката другарчињата и момчињата и девојчињата многу сакаат да се играат со автомобилчиња, да го градат градот од коцки и да направат убави згради, знаете од што? Од рециклирана амбалажа. Од јогуртот, од млекцето што ќе го испијат, ќе го залепат со хартија во боја, како вие што правевте, и ќе си направат интересни згради и куќи, и на една страна ќе го изградиме градот, а од другата страна ќе го изградиме селото со животните. Прекрасно. Имаме животни тука. Јас ја направив мојата стокатница. Одлично. Одлично. Браво. Еве и тука имаме две куќи. Оваа куќа е во село, ова е во град. Која е разликата? Што приметувате? Па во село имаме животни, тоа одма се Така. приметува. И оваа куќа градската е изработена од цигли, а оваа е повеќе од што е изработена оваа? Од камен. Од камен. А од камен. Така. И малку потребиле слама од озгора за да биде поинтересно. Поинтересно. Ставиле слама. Дали вие сте биле некогаш во некое село па сте забележале нешто таму интересно? Што ви било во селото различно, на пример, од градот? Па интересно било бидејќи има нонстоп животни. Сега, Аха. нонстоп гледам животни, овци, кози, крави, кончиња. Интересно е на село, вака се шеташ и одеднаш оп храна, си наоѓаш на секаде јаболки и такви работи. Така, А, таму во градот? има полиња. Има Во поле. градот Па не. во градот мора Само на во пазар да маркет. појдеш, да. Или во И на маркет. пазарот. Да. И секако најважното го заборавивме. Каде и да живееме? Кое е нашето место на живење? Дали е село, дали е град? Дали е можеби помало место на живење? Ние секогаш треба да бидеме внимателни кон нашата околина во која живееме. Тоа значи дека треба да внимаваме како се однесуваме, да ја уредуваме, да ја чуваме, да ја заштитуваме, внимателно да се однесуваме со отпадоците. Точно. И интересна работа е што во градот се селектира, се рециклира, а во селото дури има интересна една работа што оној што е отпад што може да се разложи како остатоците од храна, може да се употреби за ѓубриво. Ѓубриво или за добитокот некогаш. Така е, за храна, за добитокот. Ви се допадна овие интересни податоци што ги научивме денес. Многу интересно. Многу читавте, беше интересно, да. Баш ми е драго. Одлично. Завршуваме со часот, така е? Секако. Ви благодарам многу, беше одличен час. Ние имаме секогаш вака интересни игри за предучилишна возраст, но сега ќе одиме со еден краток джингл и потоа ќе се вратиме за час по прво деление.